Здраво. Како сте? Па пристојно вака да речем. Јас добро. Добре дојдовте во Блабла ТВ. Добро ве најдовме Блабла ТВ. Што има ново со Фолтин? Нај Нај-нај? е дека имаме нов албум. Значи снимене, а сега се работи постпродукција. Така? Каде го снимавте? Го снимавме во Битола со Ален Хаджи Стефанов. Значи во Домот на културата во Битола. Лајв? Па Не е лайв, импровизирано студио. да. Многу пердиња на големата сцена, дека што биле во Домот на културата во големата сцена. Значи, спастрена сцената со платна, сунгери од фотели и такви работи, импровизирано студио. Као да речеме, големо студио, ама импровизирано. Малце да се оглуби, нели со сунгери со платна и самиот процес на креирањето на студиото беше многу интересен иначе. Мислам, онака го креиравме просторот баш спрема тоа како се слушаше. Спрема акустиката на и спрема тоа како микрофоните го ловеа звукот, така ги подмрднувавме границите на самото студио. Мислам на самиот простор за снимање. Но Во пред постпродукција како сте задоволни? доста добро сме задоволни. Многу сме задоволни ствари. И сега се Колку? тера таа постпродукција. Колку песник има албумот? Ке има 6 песни. 6 песни. Да. да. И се Дали е- бориме за седма. Ама меѓу нас е борбата. Значи имаме снимено едно парче што може да биде седма песна, и- како седма песна, меѓутоа нема пеење. Тоа е како парче кое едно дополнува, на пример. Сега знак на прашалник дали ќе Стилски? Интересно да е. стилски малку потврд албум, на пример од другите. Значи прошлиот беше Антитело беше прилично тврд, ама овој е уште потврд. Се чувствува Фолтин. Да. Комбинациите се мислам скроз фолтински, како што се по фолтин. Кај на тврдото значи оно да устигнеме што е можно поќе лайф варијантата на. Оти некако многу тешко ни оди да ја фатаме лайф варијантата на албум. Сите што имат гледано, прилика знам зашто тоа да звучи. Така, кажи ми за околу издавање. Поработиме со Домот на културата, издавач е Домот на културата од Битола. Борче. Поздрав до Борче, вака сите што ќе гледат. Фантастичен човече. А за дата? Дата немаме. Дата е лесно, немаме. Од прилика? Не, дата може да Април, мај. да, може да се работи наредниот месец, на пример март, значи цел март да се работи. Овој постпродуктивниот и миксот, на пример, за се дотерат сите работи како што треба и после можеби април, да речеме, втора половина на април, а може и мај. Па, Важно, јас мислам дека во март месец одмah нема да биде. Значи знаеме што нема да биде, а што ќе биде, да. И одма ќе се јавиме. Сингл, спот, нешто? Имате план? Сингл спот. Не знам. Па јас би снимал еден спот. Сним. Некакви планови околу концертна турнеја за Македонија, за надвор, знаме дека сте едни од најпродуктивните у тој смисол дека нон-стоп турнеи. Па да, 90% сме сигурни дека ќе направиме промоција во Битола и во Скопје. Што ќе се случува околу тоа низ Македонија? За сега свртени сме на постпродукцијата на оно што го работиме. Ќе се случи нешто сигурно. А надвор? За надвор нешто многу за ова лето немаме спремно. Имаме некакви преговори со Германија. И се интересни што ќе се случи од тоа, дај Боже се што се збора да се случи. Да кажам нешто за крајно дефинитивно дати или такви работи немаме. Имаме нешто за Германија. Мислам дека ќе излези уште нешто друго. Сега такви договори се пратат. Тие што ве знаат и што ве следат низ годиниве, знаат исто така дека доста често знаете да учествувате, да креирате театарска музика, филмска музика. Од Кук на Фолтин се прави театар. Значи, доста сме ангажирани на таа страна од творештво. Во моментот се работи на театарска представа во
Ljubljana со Ацо Поповски. Значи, но теке, треба, не знам точно кога е премиера, вајда следниот или месец, нешто така. Уназад има многу представи, да, точно тие констатацијата сме работеле. Многу театар, многу лайв театар сме работеле, многу снимена музика за театар. Најинтересно е лайв во секој случај. Многу интересно искуство. Да бидиш дел од некоја екипа каде што треба да искрижаш еден сегмент само. Музиката за театар е малку поразлична од музиката која што се работи за само музика да биде, пошто не можеш да му го превземиш на другарчето, нели, местото. Мора да има точно одреден баланс кој што ќе се види дел од еден поголем, да речеме, мултимедијален, визуелен спектакл, да речеме. Што мислите за македонската музичка сцена, за алтернативната македонска сцена? Како Па, ја гледате, како ја доживувате? Јас мислам дека сега македонската андерграунд сцена има некој подем, некако, мислам, нешто се дешава во Македонија што, не знам, поготово кај по-хардкор, например, кај хеви метал, на таа сцена, например, има доста групи што стварно, мислам, звучат фантастично. Има и во другите жанрови, мислам, другите стилови на музика, меѓутоа, еве, например, кај хеви металот има стварно голем напредок. Јас да бидам искрен, не ја знам хеви метал сцената. И таа гледам дека има интересни моменти насекаде околу. По градчиња, Скопје би тоа да се случуваат интересни работи. Фестивали, Па, шахти. има. Јас па според мене мислам дека треба многу поќе. Мислам Да, дека нема доволно апсолутно. голема храброст кај помладите за да можат да завлезат подлабоко во да го направат нештото. Така ги имам впечаток. Не знам, може и грешка сум ќе ми земат за помладите групи, да речеме, како за негативно, меѓутоа мислам дека треба многу похрабро. Кажи ми, и вие сте еден таков бенд што многу не обрнува внимание на видео презентација на својата музика, повеќе сте фокусирани на презентација во живо. Некако денес како да испаѓа дека луѓето се се понавикнати да гледаат музика, а не да слушаат по тие YouTube-и, по прости пример за кога имаш некој артист, дали е светски, дали е македонски, песната што има спот на неа е многу пати послушана отколку некоја песна што нема спот, што стои една слика или... Да, се слагам со оно што го кажуваш. Меѓутоа најчесто за тој став стојат некакви си големи куќи каде што промовираат на најможни начини тие работи. Ние сме пред се лайв варијанта. И таа лайв варијанта, ние снимано музиката наша не можеме многу, мислам, се трудиме што е можно поќе да стигнеме тој момент. Сега спот, не дека не ќе има. Значи, имаме работено многу видеа. Но спот како спот, што знам, ние кога би било малку покомплетно, некаква си приказка која што би била дел од музиката или кратко филмче каде што ќе покријаме или такви некои работи. До сега Како во да филмски некој таков... Има како не. студентски? Сме работеле Јас музика сум за. користел, не сум ја прашал, мислам, за авторски права, пошто као студенти немаме потреба да прашуваме никој за авторски Па еве права. јавно ќе кажем, за некомерцијално не мора ни да ме праша некој. За комерцијални, мислам дека и ние треба да живееме еден живот. Комерцијални видеа треба да се договориме. Може ли во Македонија да се живее од музика? Треба да дајш еден влог, еден подолг период, да стигнеш до едно ниво, да постигнеш нешто, па после да можеш да најдуваш начини како да ги заработиш тие средства, да речеме, и да можеш да екзистираш преку них. Значи ја реков да се живее, не да се преживува, да се екзистира. Дали реално еве, зашто вие важите за еден од по-добрите, како да кажам, поисторените бендови во смисол на дали е тоа доволно или морате ипак повторно да барате некоја day job од 9 до 5 или
Дали се соочувате со таков проблем? Пошто реално да е фолтин Реално да. на друга подлога, у друга држава, секако дека конкретно ми е мојавето и за авторските права. Како сте задоволни од тоа, како вас како автори ве почитува државата ЗАМП? Имаме некакви примања. Не се многу големи. Различно е кај повеќето членови, но дека можеш од нив да преживееш од авторските права е, мислам, небулоза. Не стан разбор дека ќе преживееме од авторски права или од тантиеми или слични работи. Тие се некакви примања, некогаш ќе види малце повеќе, некогаш малце помалце, не се работи за големи суми, значи да се разбериме. Меѓутоа, и ние и онака не работиме со големи суми. Таква е ние состојба. Значи да има појке, не мора да се многу големи број. Сега нов албум, па најверојатно концерти, промоции на албумот. Нешто што не ве прашав, а што сакавте да го кажете. Како битола, бабам битола, што има? Ладно е? Исто како и претходно и веројатно така ќе биде. Ладно. Па ладно, не е битола нешто страшно поладно од другите градови, исто е слично. Битола е страшна во онај момент кога ќе се изведри, што викаме, а да има снег. И тогаш ладното слегва од Пелистери веќе станува страшно. Ама тие се многу малку денови во годината, така да така некако стои работата. Супер. Кажете ми само, уште да ве прашам за пример, не знам за во овој албум, за во другите, мислам дека имате едно време, некој да ви гостува друг. Имаме често гости на албуми. Во овој албум гостува двајца. Уствари не, еден гостува, еден наш стален член, словенец, значи не мора да го најавувам, пошто ние како стален член на групата, Маријан Станич. Перкусионист. Тој е словенец по потекло од Битола. А на овој албум имаме гостин Васко Атанасовски. Тој е дедо му по потекло од Македонија. Значи имаме тој буквално да речеме не знае ни македонски. Да, но тој си е словенец, мислам. Тој си е Тој си е на некој словенец. начин Само македонско презиме. Мислам Атанасов. дека имаше некакви дешавки со Владко Стефановски, веројатно. И ќе има, да. И ќе има. Да, сам. Тој ни е гостин на албум. Саксофон. Саксофонист. Да. Супер, одлично. Трашиште нешто. Да, сега гледам интернет. Можеште малку Може да има раке. Зашо да кажеме? Има интересни, ако разговараме за Например, нас за лично, на одмор, да си разкажеме. Слободно. Поривот кај нас е генерално да можеме да постигнеме да видиме што е можно повеќе. Значи се чувствуваме многу убаво на концерт. Водењето, гостувањето надвор од Македонија ни е многу интересно. На здраве, на здраве. Здравје да имате. Фала што не викнавте. Вака ракија ви е меѓу поумилените Да, да. македонски пијалоци? Не македонски, светски. Светски? Да, бе. А вака кој идете негде кај што нема ракија, што правите? Шнапс. Не знам. Види вака, не е дека мислам пијачката си е пијачка сега. Таа е како дел од другите работи. Мислам дека Чекај, во Рајдер имавме нешто. Значи во Рајдер имавме бурбон, во Рајдер имаме Джеймс. ама имавме Four Roses. Кога како? Значи еден, не знам, пред 4 години имавме 2 години стоеше во Рајдер да имаме For Roses. Four Roses, А а последните 2 последните 2 години имаме Джемис. Кажете ми кој за вас двајца е до сега од сите ваши настапи, можете ли да издвоите еден или барем 3 што така ви останале тем драги? најаки свирки во животот. Прво морам да ја кажам во Париз, во Диван Домон. Диван Димон. Многу јака свирка беше. Значи, клуб, нема кај нас таков клуб, толкова. Има на YouTube снимки. Што е интересното? Значи, тоа некоја не познат од некаде. Наместите столчиња и почнуваме да свириме. Во еден момент стана столчињата и тргна настава. И во еден момент се почна да се случват луѓе на раце на сцена. Некои чули.
Да, стейдж дайвинг последва. Не знам како се. Ама беше стварно многу јако. Значи беше некои 2 сати. А друга свирка исто јас би извел, таа на пиратскиот брод на Сена. Интересно. Значи во пиратски брод на Сена. А вие имате и малце француски шаншонски. Шаншон? Шаншонски Си. песнички. Си во пле. На старт? Делува заради... Па можно е. Значи, претходно на самиот старт на Фолкин имавме еден пристап медитерански звук. Тој медитерански звук малце има повлечено така од сите тие околу Средиземјието. И се влечиме со тек на време различни некакви си. Шо знам. Сега баш на идење на Скопје слушавме ни музики, правевме еден перформанс 2001 година, се јави. Сега од оваа дистанца, многу интересно. Нешто Не. што пример сте посакувале секој пат, а се уште не ви е остварено како желба. Да свириме во Данска. Во Во- 15 години не отварено. Свириме во Данска. Зошто? Па не знам, така си поставивме како цел. Како, Свирење во Како Данска престиж. не е отварена желба, да. Како ме бара. јави се. За тонска. А Кристијанија? Кај? Па не е важно. Не е важно, важно е- идеализирано, интересно така ние. Ни Да. беше уште од пред 15 години. Еден ден да се свири во Данска. Уште не се. Уште немате. Не. Да. А во Шведска? Па, И во во Шведска не. Шведска свириме. Не мислам некаде околу близу, најблизу до Данска до кај сте стигнали. Вака, во животот некогаш си поставуваш некаква Холандија. цел. И си велиш, не знам, би си во Данска. Уште е тamo се. Значи си го имаме речено, треба и во Данска да се свири. А нема ми свири. Тоа е. Вас како уметници, како музичари, дали може да издвоите некој што имате сте како инспирација, како што не мора да е еден, тоа е група или сите различно, што сте различен склопот. Да, има сите различни некакви. Значи конкретни, можеме да кажеме сега од денешен наго, јаки концерти што сме ги гледале. Интересни. А ба, еве, на пример, како за сите, ако речеме како Унија, то се вика кој ќе е сите, кои се заеднички елементи, на пример Џон Зорн. Да, Ево, на пример, Џон дел- беше многу. Џон Зорн е... Да. И го гледавме во момента концертот, ми беше еден од најубавите концерти од животот. А помој. Медески Мартин Вуд, исто. Да. Други. Со А текот на Македонија, годините, например, дали го поштуете шпатот? го поштуваме, да. Да. Да, мислам. Во секој случај дека го поштуваме. Некој така да инспиративно да делува. Ево од Балкан. Еве ќе кажам отворено, јас на пример уште во петто делење се працуваме под комотно можам да кажам. Со текот на годините се случвале многу интересни работи. Се случи Аркангел. Дисциплина кичме. Например, бивша Југославија. Дисциплина кичме. Не, да, Архангел, македонски бенд. Нешто да кажете на гледачите на Бла Бла ТВ? Па, Да препорачате. гледајте на Бла Бла ТВ. Заедно со нас. И ние уште немаме гледано ништо на Бла Бла ТВ. Нови сте, драго ни е дека го работите ентузијастички и издржете, да можете да видите многу поголем. Мислам дека си најдете свој простор. Многу интересно да видите со ова. И живели. Да. Да живеете.